Окей, најдобар јутубер. GP, Ритко Малфака, Стефонатор. Значи, одма очигледно Перо Зеро или Секула. Поздрав, Амилио, јас сум Никикс, добре дојдовте во ново видео. Прво поздрав до овој човек, како саш и ти да си поздравен, само да го коментирай со хештег Никиксем, најака фамилија во Охрид, ај пошироко. Денеска, што правиме? Денеска правиме видео, ама ќе ви кажам кој е видео. Иначе, пред да започнеме со цело видео и свето, сакам прво да ве замолам на сите да се сабскрајбнете на каналов, да шерате каналов, за уште отприлика 20 дена стигаме до третата година на овој канал и буквално многу, ама многу ќе ми значи ако за тие 3 години стигнеме до 10.000 субој, што овие 5 месеци стварно направивме растур, направивме бум. Така да, фала ви ушеднашка многу за ова 2020 една од најдобрите години, мада не зезна корона и т.д. и т.д. Така да, на сите ќе ве замолам да ошерате каналов, како што кажав, да лупате лайк на овие видеа, заради тоа што стварно ќе ми биде многу кеф до 10.000 да искиниме најако, да биде најголем хајп пред 10.000 ќе правам лайв исто така, за да се означи тие 10к, значи најаки сме, нема шо. Не, многу сум нафуран нешто во последно. Така да, сори. Денеска правиме видео од прилика некој како рангирање. Например, сега кој ти е најомилен спорт, лупам да речам, кој ти е најомилен спорт, под прво, например, фудбал, кошарка, ракомет и се нормално мене како најлош спорт, ќе речам под трето ракомет. Прво ќе оставам како најдобар фудбал. Ме разбирате што сакам да кажам, значи буквално имам 3 опции, тие 3 опции ги рангирам прво, второ и трето место. Така да, ова е сосема моје мислење, немојте после ме сватите како типу на ова за тебе е вака, ова за мене е подобар, ова и јас не кажам кој е подобар за тебе, туку кажам подобар кој е за мене. Носам шеширче заради тоа што косава ми е ужас. Косава ми е ужас, стварно ми е ужас косава. Може да почнеме. Окей, најдобар јутубер. GP, Ритко Малфака, Стефонатор. Значи, се од овие јас ќе рангирам, значи ова е пак моје мислење. Јас пак ќе кажам дека ова моје мислење, не ќе постапи као типа на ама за мене најдобар Стефонатор, за мене најдобар GP, за мене најдобар Ритко Малфака. Значи, ова е пак моје мислење од прилика за овие 3 јутубери. Значи, тоа е квиз сам се направив заради тоа што кај нас немаат луѓе што застануваат да прават да се мачат за други јутубери. Сите овие тројца јутубери се баш добри, искрено да не се лажиме и све тоа. Значи, под прво, ќе оставам GP, зошто? Заради тоа што GP е баш долго на сценава, снима да речам доста квалитетен контент, некој пат знај ти тој да снима чит контент како и сите други јутубери. Ритко во последно ја крена баш сценава и напред за 2 години 50 и нешто илјади субој. Исто вака ќе оставам табелава. Табелава нека си остане исто заради тоа што, значи, овие сите тројца јутубери се најдобри, Стефонаторите малце се имат подкренато преку GP. Не очекував дека ова ќе ме удри толку да не можам да продолжам, али ќе гледам да се соверам за да можам да зборам. И едноставно според мене имат уште доста за работа, значи Никик за мазошо Стефонатор имат уште доста за работа, а ти имаш 10.000 субој. Да, значи све си е кул, све си окей, само мислам дека Стефонатор е најлош од овие тројца јутубери. Ова е следно. Најдобар автомобил. Да видиме кои се понудени, јас сам си не га знаев. Ауди, БМВ, Мерцедес. Вака се. Ауди, БМВ или Мерцедес. Прво ќе ставам БМВ од овие тројца. Од овие 3 класи да речам, БМВ ќе оставам заради тоа што баш ми изгледат спортски, баш ми изгледат онака монструм од кола и баш многу ја обожавам, така да БМВ ќе ставам на прво место, Ауди на трето место и Мерцедес ќе ставам на второ место. Мерцедес исто ми е она баш топ кола, све бомбона, значи све луксуз е буквално. Ама БМВ е прво место. Окей, следно да видиме најдобар другар. Овде сигурно не можам да одбрам, мада ќе се потрудам да ви објаснам, значи како да си тие работи. Секула, Перо Зеро, Ставр. Сега, одма очигледно дека Ставр ќе го кажам као прво место, Перо Зеро или Секула. Тука сте? Перо Зеро, све ми е, значи, бомба, другарчи, свето кул е за дружба, значи, све имаме слични шали, свето, значи, знаеме еден према друг да се испонашаме и свето, мислам, ме сваќате при која рака. И тоа да не се свати погрешно меѓу нас двајца, така да Перо Зеро ќе оставам на трето место, пошто со Перо Зеро се пишам и свето излегувам еднашка неделно што би се рекло, можете еднашка месечно некој пат да се зависи како ќе ни се погоди некои моменти. Многу сум поблизок со Секула него со Перо Зеро, така да ќе го одберам Секула на второ место, Ставре на прво место. Дури јаиш вака гомна, дури јаиш оценки ова она, јас овдека работам. Се надевам дека нема да се налјути Перо. Најдобра апликација.
YouTube, TikTok, Instagram. Значи, YouTube нека остане прво место како најкласа, да речам според мене, најкласа, кој си инкрешува автомобил некој. Значи, YouTube ќе остава на прво место заради тоа што стварно од нула почнав овде и баш изградив нешто. Чудо, јас извинувам што ми е ваков гласови што уж пижами сум, ама вака ме разбуди мама. Од YouTube дојде на Instagram, така да Instagram ќе ставам второ место, Instagram користам во слободно време, например, вака кога ќе наснимам нешто. Така да Instagram ќе оставам на второ место, TikTok ќе оставам на трето место, иако TikTok многу слабо го уклучувам, ама TikTok го додав како на топ апликација што е моментално. YouTube прво, Instagram второ и трето место TikTok нека биде. Ми се кива, чајте. О, на здравје викајте. Следно прашање. Најдобра моја песна. Значи, јас овде да си оценам моја песна. Значи, Сигнал фала пријатно Санки. Значи, Сигнал е стварно најдобра песна. Така да ќе оставам Сигнал прво место. Нека бидете, онака имате едно 22.000 прегледи моментално. Фала пријатно ќе ја пуштам на трето место заради тоа што едноставно е многу кратка. Текстот е окей. Текстот е баш прилично окей, ама Санки да речам е баш да речам ново ниво, кај што многу малце грешиме во флоуто. Така да Санки ќе ставам на второ место, фала пријатно на трето место. Сакам прво да ве замолам на сите да се сабскрајбите на каналов, да шерате каналов, за уште отприлика 20 дена стигаме до третата година на овој канал и буквално многу ќе ми значи ако за тие 3 години стигнеме до 10.000 субој. Најдобар вкус на сок, најдобар сок па нека биде, така. Фанта, Кока-кола, 7up. Да, овие три отприлика ги пијам скоро секој пат. Фанта ќе ставам на трето место заради тоа што најако многу ми е ко газирана. Мислам ако ме саѓате не ми е некој добар вкус. Кока-кола на прво место и 7up на второ место. Кока-кола од секој пат сум сакал да пијам, што знам баш ми имаат некој шмек. И затоа сваќам која компанија уствари имат создадено баш милиарди имат продаено Кока-кола. Што тропам косинкри, јас знам кој имат продаено, што имат продаено. На тресење зелени 300. Најдобар бренд на патики. Adidas Supreme Nike. Ова е многу тешко. Ќе одберам Nike на прво место, заради тоа што уште од мал ко брат ми го носеше буквално Nike. Буквално уште од тоа, иначе овде го поправавме точкон и видите како се направи. И Nike буквално тоа многу засакав, некако ми изгледаше интересно. Така да Nike на прво место, Adidas на трето место. Supreme кога ги видов патиките. Значи, ќе ви оставам овде слика. Значи, ќе ви оставам слика овде да видите како Supreme тие патики изгледаја. Буквално ќе ми станит сон да ги купам тие патики. Стварно ми се бомба од патики ми се. Така да, Supreme второ, Nike прво, Adidas трето. Нека биде така. Најубава боја на коса кај девојка. Овде ќе се запалям 300. Океј, да видиме. Црна, плавуша, као плавуша сум напишал, и кафеава. Црна нека биде као второ, на второ место, плавуша нека биде као на прво место и кафеава нека биде на трето место. Јас сум буквално измеѓу црна боја и кафеава боја имам коса, појма немам јас каква имам коса. Порано ми беше кафеава, ама си имам еволуирано баш доста. Си имам еволуирано, така да плавуша нека биде на прво место, баш ми се свиѓа тоа што се плави. Така да плави на Инста, само јавете се на Инста. Така да тоа е то од ова видео. Значи, мислам дека доста ви објаснив, доста јадам трици од преге. Вие сабскрајбете се, како што кажав, за отприлика 20 дена имаме 10 години, ке речев. 20 дена, трета година се слави нови канал, вие сабскрајбете се, станите NXM, најака фамилија во Охрид и пошироко, нормално да стигнеме 10.000, да не се зезаме. Значи, не се зезаме, пробам се стварно да баталам све, за да хаслам овие едно 20 дена, да видам бар да се исплати тако ништо друго, стварно ке ми е кеф за 3 години 10.000 суба. А вие бидете ми поздравени, лајкнете, сабскрајбете за да станете NXM, најака фамилија во Охрид, ај пошироко, а ние се гледаме во следно видео. Рапапа, па и ра.